Советот на општина Битола денес ке одржа 67-та седница на која се расправаше за 3 точки на дневен ред. На самиот почеток советниците расправаа за одлуката за измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Битола за 2017 година, за што советникот Наташа Петровска од СДСМ истакна дека целиот процес се одвивал под сомнителни околности. Во број 27 службен весник на Република Македонија, уште во 2014 година е изгласан законот за администрација со кој што се вршат во точно одредени рокови годишни планови за вработување, вклучително и во локалните самоуправи. Општина Битола ни тоа не го почитувала, имено ние планот годишен за 2017 година го носевме дури во ноември месец, што уште еднаш покажува дека се што оваа локална самоуправа правела, вклучително како некоја проекција на оно што се случувало на централно ниво, е всушност во сомнителни околности со кршење на законски процедури. Советниците исто така расправаа за одлуката за измена на одлуката за кофинансирање учество на општина Битола со цел аплицирање за средства од Европската унија за реализација на подпроект за реставрирање и адаптирање на офицерскиот дом, заедно со партерно уредување. Кажете ми зошто во овие 12 години во ниеден момент никој не мрднал со прст за општина Битола. Само тоа ве прашувам. Ништо друго не ве прашувам. Значи ништо не ви порекнувам, ништо не ви враќам. Ве прашувам да ми кажете од сите капитални проекти наназад 12 години, да не спомнувам дека офицерски во сите програми на Талески го имаш, во сите. Кажете ми зошто не е направен. Друго ништо не ме интересира. Мене ме интересира една работа. Дека ВМРО-ДПМН и власта на ВМРО-ДПМН не правила ништо за офицерски. Само ќе ве подсетам дека во буџетот за 2017 година се предвидени средства за офицерски дом. Ако случајно го добиеме проектот, дали овие средства повторно ќе бидат наменети за Битола, односно пренаменети за некој друг капитален објект, или ако не се добие проектот, дали владата на СДС нема да направи ребаланс и нема да ги пренамени овие средства. И повторно Битола да остани без средства за реставрација на офицерски дом. Како трета и последна точка на дневен ред на денешната 69-та седница на Советот на општина Битола беше одлуката за донесување на општ акт за село Буково и утврдување на услови за начинот на градење во село Буково, општина Битола, за кое нема урбанистички план.